Во касарната Боро Менков во Куманово со воена свеченост, согласно правилото за воен протокол со предавањето на военото знаме, денеска се изврши примопредавање на должноста командант на командата за операции помеѓу бригаден генерал Бесник Емини и бригаден генерал Мирче Ѓорговски. Бригадниот генерал Ѓорговски досега ја извршуваше должноста началник на штаб на командата за операции, а од сега ќе раководи со најголемата оперативна команда во армијата на Република Северна Македонија, додека бригаден генерал Бесник Емини во понатамошниот период ќе извршува должности во Министерството за одбрана. На свеченоста пред стројот на припадниците на подчинитите единици со пригодни говори се обратија началникот на генерал-штабот на армијата на Република Северна Македонија генерал Мајор Сашко Лавчиски, досегашниот и новопоставениот командант на командата за операции. На воената свеченост покрај началникот на генерал-штабот генерал Мајор Сашко Лавчиски присуствуваа и генералите во армијата, Министерството за одбрана и генерал-штабот на армијата, поранешни команданти и команданти на подчинетите единици. Командата за операции е најголема команда на оперативно рамниште, чија мисија е подготовка на конвенционалните копнени и воздухопловни сили на армијата за одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независноста на државата. Со декларираните сили учествува во операции за поддршка на мирот, со што придонесува во заштита на пошироките интереси на Република Северна Македонија. Да се биде начело на оваа команда е вистински предизвик. Огромна привилегија и чест која носи огромна одговорност. Затоа, преку чинот на предавањето на военото знаме на новиот командант бригадниот генерал Ѓорговски, ќе му ја доверам привилегијата, но во исто време и одговорноста за раководењето и командувањето со оваа исклучително важна команда. Генералот Ѓорговски ја превзема командата за операции во исклучително важен период. Период кој што треба со успех да ја заокружи трансформацијата и модернизацијата на командата и единиците починети на неа. Период кој подразбира излегување од комфорната зона и максимално посветување кон зајакнување на капацитетите и способностите на единиците. Период во кој што борбената готовност ќе се подигне на рамниште потребно за безпрекорно извршување на мисијата и поставените задачи. Период во кој мораме да ги апострофираме нашите силни страни, да ги адресираме нашите предизвици и да се подготвиме за променливата платформа на глобалната безбедност и предизвиците на 21. век. Наша цел продолжува да биде создавање на модерна, агилна и технолошки напредна армија, која може ефективно да ја брани татковината и да придонесе значајно за исполнување на нашите обврски кои произлегуваат од членството во НАТО алијансата. Со посебно задоволство можам да констатирам дека досегашниот командант на командата за операции, бригадниот генерал Бесник Емини, ги препозна предизвиците и со успех ги реализираше задачите предвидени со трансформацијата и модернизацијата. Почитуван бригаден генерал Емини, најсрдечно ви се заблагодарувам за вашето посветено и професионално командување и раководење со командата за операции. Кога во јуни 21 година од оваа говорница се обративте кон тогашните припадници на командата за операции, истакнавте дека обврските и задачите ќе ви бидат императив, а со доследност и извршување на задачите ќе ги остварите зацртаните цели и посакуваното на војна подготвеност. Тоа вие и го направихте. Уште еднаш ви благодарам. Ви посакувам многу среќа и успех на новата должност со препорака да продолжите со поддршката и грижата кон командата и останатите единици во армијата. Денес, нашето заедничко патување од должина од скоро 4 години завршува со моето примопредавање на должноста командант на најмоćната и најкинетичната оперативна команда во државата. Од нашето заедничко работење носам убави спомени, горди успеси и достигнувања, драгоцено искуство со процесот на креирање, дизајнирање на овој модел на силите, кој денеска полека, но сигурно, станува кредибилна борбена моќ во алијансата. Нашата армија се уште во процес на модернизација и ребрендирање на борбените способности и капацитети, како и ревидирање на одбранбените доктрини на идно војување во согласност со новите побарувања кои произлегуваат од скорашните безбедност одбранбени предизвици и стратегии на војување.
Во исто време, развојот на нашиот национален одбранбен профил е цврсто поврзан со развојот и напредокот на нашето општество. И истиот се одразува врз трансформацијата на нашата армија и процесите на интегрирање во одбранбено-безбедносната архитектура на институциите за колективна безбедност и одбрана. Во периодот додека бев ваш командант, ние се приклучивме во процесот на стратегиско планирање, интегрирање и синхронизација на нашите одбранбени планови со цел истите да бидат составен дел од регионалните НАТО одбранбени планови. И во исто време организиравме голем број на меѓународни вежби, заеднички обуки, вложивме над 16 милиони евра во подобрување на инфраструктурата за обука и сместување, го одобривме стандардот и условите за работа и живење и се започна со процесот за конверзија на вооружување, се започна со воведување на оперативна употреба на новите системи и борбените моторни возила и уште многу други процеси. И ви благодарам што ме направивте да бидам горд командант. Во охрабрувам да продолжите во исто темпо, градејќи го тимскиот дух, взаемна почит без разлика на различностите. Свесен сум дека секојаш има успони и падови. Ова е нашата земја. Ми причинува огромна чест и задоволство, но и одговорност што ќе командувам со најголемата команда во армијата, чија основна задача е да ги подготвува и води операциите во државата и надвор од нејзината територија и која е одговорна за командувањето со најголемиот број борбени единици на армијата. Бројните успеси, мотивираноста и неизмерниот патриотизам кои се длабоко вткаени во култот на оваа команда представуваат движечката сила на секој нејзин припадник. Многу векови наназад мудриот Сун Цу напишал дека командувањето го разбира како взаемно делување на интелигенцијата, честноста, храброста и строгоста, а дека за добар командант се смета оној кој е добронамерен и кој не се грижи само за сопствената слава. Токму поттикнат од овие постулати, сакам да нагласам дека за мене застанувањето на чело на командата за операции представува силен императив да продолжам по патот на успехот, силната посветеност и професионализмот кои се градени и вкоренети повеќе од 3 децении од сите мои претходници на ова место, команданти на командата на Копнената војска, Здружената оперативна команда и командата за операции, на кои им изразувам благодарност за се што ни оставиле во наследство. Ефикасноста во командувањето и контролата со починетите единици, реализација на модерна обука со персоналот, како и долгогодишната примена на високите стандарди на НАТО во штабното работење, овозможи оваа команда да биде еден од главните столбови на кои се потпира генералштабот на армијата. Затоа користам прилика на сите генерации припадници на армијата кои биле дел од оваа команда да им одадам признание за нивната посветеност, професионализмот и упорноста во извршувањето на сложените задачи, но и во изградбата на капацитетите со кои денес командата располага. Денешната генерација на старешини кои се дел од командата за операции се горди на својата работа и на постигнатите успеси, горди се на нашето 5-годишно членство во НАТО алијансата, за кое во голема мерка и самите имаат дадено не така скромен придонес, но пред се горди на ефикасноста и успешното извршување на задачите. Особено сакам да истакнам дека сме постојано ангажирани во подготовката и распоредувањето на единиците кои учествуваат во мисиите надвор од државата, предводени од НАТО, Европската Унија и Обединетите нации. Штабната структура и персоналот ни овозможуваат добро екипирање и безпрекорно извршување на оваа многу одговорна задача. Но она на што сме особено фокусирани перманентно е одржувањето на висок степен на борбената готовност кај починетите единици. На досегашниот командант на командата за операции, бригаден генерал Бесник Емини, му оддавам признание за покажаното лидерство, умешноста во командувањето и пренесувањето на искуството на помладите. Должноста командант на командата за операции ја преземам во година која е исполнета со мноштво задачи и сериозни обврски кои стојат не само пред командата за операции, туку и пред армијата во целина. Посебно би ги издвоил
подготовките за одбележување на 5-годишнината од полноправното членство во Алијансата, реализација на НАТО вежбата Брз одговор или Immediate Response, на која за прв пат ќе биде вклучена нашата најголема декларирана единица лесната пешадиска баталјонска група, а подоцна и ангажирањето на една зајакната чета од истиот овој состав, која за прв пат ќе биде распоредена со наши капацитети на здружената вежба на НАТО во СР Германија Cyber Challenge.